Дипломираше джез пијано на Факултетот за музичка и сценска уметност во Грац, Австрија, а денес предава основи на пијано во контекст на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Минатата година Скопскиот джез фестивал го награди како најдобар джез музичар, а годинава на надпреварот за биг бенд композиција во организација на холандскиот оркестар Милениум победи освојувајќи главната награда. Тоа е и поводот, почитувани гледачи, во Култ култура да ни гостува джез пијанистот, композитор и аранжер Гордан Спасовски. Гордан, добар ден и добре дојде во Култ култура. Најправим честитки за освоената награда на надпреварот за биг бенд композиција во Зволе, Холандија. Имајќи предвид, кажано со спортски речник, дека тепавте на тук терен, победувајќи двајца ваши колеги од Холандија, што значи за вас оваа награда? Добар ден, најпрво ви благодарам на поканата. Чест и задоволство да се биде ваш гостин. Чувството е навистина прекрасно искуство. За мене ова беше само еден поттик да продолжиме да твориме понатаму, да создаваме нова музика. Искуството да се биде дел од овој настан е навистина позитивно. Значи, за мене беше навистина огромно задоволство да отидам таму, да ги најпрвин, најголема награда за мене е да ги запознам тие луѓе, да слушнам како ќе го представа тоа парче музика што јас го напишав, како тие го чувствуваат тоа и како ќе го пренесат на публиката и на нас секако. И целиот тој процес беше многу интересен. Луѓето беа прегостопримливи, колегите, музичарите, како и другите надпреварувачи беа навистина многу пријатни, многу позитивни и само позитивни работи извлековме сите од целиот овој настан. Победивте со композицијата Lioness или Лавица, па како настана ова дело? Што ви инспирираше, што ве мотивираше да го напишете? Лавицата е метафора за жената. Конкретно оваа композиција беше напишана за Милениум Джез Оркестарот, значи премиерно ја изведоа тие композицијата и беше напишана непосредно пред надпреварот. Инспирирана беше од една или повеќе случаи околу настанувањето на джез оркестарот. Така што тесно поврзано е настанувањето на джез оркестарот со оваа композиција, како и како одредени луѓе ни помогна сето тоа да се случи, така да оваа композиција отсликува битката на една лавица под наводници и ја го отсликува нејзиниот карактер. Композицијата започнува со едно барокно интро, би рекол, нормално во биг бенд формација и со джез јазик, би рекол, меѓутоа со огромно влијание од таа музика и ја отсликува некоја елегантна страна, да речеме, од карактерот, меѓутоа потоа се случуваат разни битки, разни перипети, значи внатре во композицијата може да се слушнат различни движења, може да се така е ритмички и мелодиски, хармонски напнатости и разрешувања, еве така да се малце постручно да пробам да ја доловам. И на крај секако мирно завршува композицијата, така што се надевам дека некогаш ќе имаме можност да ја слушнеме и од нашиот джез оркестар, да ја представиме пред македонската публика.
2021 година учествувавте на надпреварот за Big Band композиција во Хелсинки. Колку искуството од таму ви помогна сега во Зволе да ја понесете победата со композицијата Лавица? Па да, тоа беше за време на короната и тоа беше мојот прв таков чекор да се пријавам на некој надпревар за Big Band композиција. Во тоа време најпрвин инспирација ми беше моментот, нели, сите затворени дома, сакав било што да има нешто што ќе не поврзе со жив оркестар и со музицирање. И пошто во тој период, нели, целата таа ситуација длабоко се одрази врз сите нас. Така да, еве, таа композиција Инер нова, или не знам како да го преведам на македонски, кога раѓање на една нова звезда или внатрешна експлозија на една, кога имплозија на една звезда. Таа композиција исто беше во финалето, беше изведена од УМО, джез оркестарот во Хелсинки, и секако беше позитивно искуство за мене. Можев да научам многу работи од тоа, како да пристапам кон овие, нели, ајде да речеме, аудиции или концертирања каде што немаме можност да комуницираме вербално со оркестарот, туку мораме сите детали, сите можни детали што сме ги замислиме да пробаме да ги спроведеме на хартија. Како го направивте изборот на джез пијано и воопшто на джез музиката како ваш професионален избор? Што беше пресудно за тоа? Мислам дека скоро во едно интервју, додека ги одговарав прашањата на едно пишано интервју, комуницирав со мајка ми околу сето тоа и таа ми кажа, вели, ти забораваш дека за твојот прв роден ден имаше добиено подарок мала играчка пијано. Значи дрвено со метални прачки внатре, ама функционираше. И јас тотално го имав заборавено тоа до пред некоја година, така да мајка ми ме потсети дека тоа всушност е мојот прв контакт со пијаното. Нели, во Крива Паланка одев во Нижо музичко училиште, потоа се запишав во Средно музичко училиште во Штип. Првиот контакт со джез музиката беше во класата на професор Илија Пејовски во Штип. Значи тој ми беше мојот прв учител и првата конекција со джез музиката, со биг бенд музиката, со джез хармонијата. И голем поздрав до него, тој е огромна инспирација за сите нас. А исто така и додека бев средно училиште во Штип, таму ги слушнав на еден джем сешн моите сегашни колеги од оркестарот кои во тоа време студира во Грац, Кирил Кузманов, Иван Иванов, ги слушнав во Дом на млади во Штип и мислам дека тие беа исто една од причините за да пробам да отидам во Австрија, во Грац, каде што исто така запознав еден куп луѓе. Тоа беше за мене исто прекрасно искуство, прекрасни професори. Еве, еден од тие професори ќе имаме можност да ги слушнеме сега на 18-ти со Националниот джез оркестар, Ренато Кико, заедно со Енди Уотсон ќе биде наш гостин. Така да. Магистриравте музичка интерпретација на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Денес овдека предавате основи на пијано во контекст, па што ги учите студентите покрај техничкото совршенство, што е важно за да бидат успешни професионалци? Многу труд, посветеност и во текот на еден образовен процес, формален и неформален, ние цело време се дообразуваме на некој начин. Има голем број на пречки, падови и воздигнување, да кажеме. Има еден познат джез стандард, Nat King Cole го има изведуван многу често, се вика Pick Yourself Up. И еве, мислам дека тоа е многу важно и дека тоа треба да се земе во предвид додека расте секој еден музичар, дека мора да стане, да продолжи понатаму без разлика што и да се случува, на какви пречки да најдуваме. И доколку сме упорни, дека може тоа да вроди со труд. Патот не е лесен, тоа мора да ни биде јасно на сите. На првиот час со Илија Пејовски тоа ми го кажа, значи да знаеш дека ова не е најлесниот пат.
и дали си сигурен дека сакаш да го правиш ова? Вие исто така сте и член на Националниот джез оркестар, имате и ваше трио со кое настапувате и со други джез музички формации. Меѓу останатите изведувате и ваши композиции, па каков е вашиот однос? Дали прифаќате музичарите да ги менуваат вашите композиции или не прифаќате? Еве, јас би рекол дека сршта на една композиција, односно таа првична идеја што имаме преточено, дека секој пат пробуваме да ја зачуваме и да ја отсликаме така како што имаме замислено. Меѓутоа, ќе кажам една случка од познатиот басист Стив Сволоу, човек кој што има свирено со голем број на джез изведувачи, многу познат басист. Му се јавува Мик Гудрик по телефон. Стив Сволоу има напишана на композиција која се вика Falling Grace, еден од најубавите стандарди според мене, джез стандарди. И кога му се јавил, му рекол: "Слушај, Стив, мислам дека овој акорд тука ти е погрешен, мислам дека не е G мај 7, туку е G7." И тој вели, го слушав на еден мастер-клас од него во Австрија дека студиравме, и тој вели: "Јас тоа се налутив, како можеш ти да ми кажеш мене кој акорд јас да го напишам на моја композиција?" Меѓутоа, после некое време, тој, како што вели Стив, после некое време сватив дека во права бил човекот, така да посебно кога се работи за джез музиката, кога ќе се напише едно парче музика, тој вели го пушташ во воздухот и тоа веќе е дел од универзумот, не е веќе само твое, туку е на сите. Минатата година Скопскиот джез фестивал ве награди како најдобар джез музичар за целокупната активност низ годината, по што вие ќе ја паметите Гордан 2025-та? Имаше многу случаи што се случува 2025-та. За мене многу важна беше бидејќи излезе нашиот албум со колегите од моето трио, Виктор Филиповски и Кирил Туфекчиевски, и со нашиот пријател од Чикаго, Чет Мекала. Нашиот албум Трансферс излезе, така да тоа за мене беше едно многу позитивно искуство. Албумот го снимивме во Чикаго во крајот на 2025-та, на 2024-та, меѓутоа излезе 2025 година. Имавме доста настапи и концерти со таа музика. Многу убаво беше примен од публиката, имаше многу позитивни коментари. Еве, тоа е, да речеме, една од случките, како и многу настапи со триото, со джез оркестарот. Еве, на Скопскиот джез фестивал настапивме заедно со Зиги Фајгел и Луис Бонила. Зиги Фајгел беше првиот диригент на Националниот джез оркестар, односно првиот концерт на Сдруженијето на джез музичари во 2016 година. Значи, тој е дел од оваа приказна. Се најавува отворење на катедра за джез пијано на Факултетот за музичка уметност во Скопје, колку тоа ќе придонесе за дополнително заживување на нашата джез сцена, колку младите музичари реално сакаат да студираат джез пијано и колку реално имаат афинитети кон джез музиката денес. Точно така, веќе, колку што јас знам, веќе е во процедура тоа, отварањето на джез пијано при факултетот, така е, при Факултетот за музичка уметност во Скопје. Интересот е голем, уште мислам во претходните години имаше веќе заинтересирани луѓе кои што сакаат да бидат
нели да студираат джез, да се занимаваат со тоа, да се занимаваат со оваа музика, меѓутоа за жал тоа го немаше во претходните години. Мислам дека поради некои X причини тоа беше некако стопирано. Меѓутоа еве сега благодарение на раководството мислам дека ќе се постигне тоа и дека конечно ќе имаме катедра за джез пијано кај нас. Дека ќе може да создадеме нови кадри, да има нови млади музичари по джез пијано, како што веќе имаме, нели, сведоци сме на млади гитаристи, контрабасисти, тапанари, така да се надевам дека во блиска иднина ќе има уште повеќе млади джез пијанисти. Националниот джез оркестар нема свој простор за работа и ова интервју го снимаме во Македонската опера и балет, каде вие држите проби и повремено настапувате како национален джез оркестар. Какво е чувството да се биде подстанар како институција во друга институција, Гордан? Неедноставно, земајќи го предвид фактот дека Националната опера и балет се огромна институција со премногу вработени, со многу настани, со луѓе кои што се секојдневно ангажирани тука, така да огромна благодарност до нив што ни овозможуваат и ние да бидеме да имаме можност да го припремиме нашиот материјал, да ја припремиме нашата програма. Со тоа нели што ни отстапуваат простор за вежбање, а воедно и нашите концерти најчесто се одржуваат во Македонската опера и балет и понекогаш во Македонската филхармонија. Се надевам дека наскоро ќе имаме можност да го добиеме нашиот простор во кој што би можеле да ги припремаме нашите концерти. Се надевам дека некој пат ќе имаме можност и за една сала и каде што публиката ќе може да во целост да го доживее джез оркестарот со својата програма. Гордан, јас ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Тоа беше, почитувани гледачи, джез пијанистот, композитор и аранжер Гордан Спасовски. Тука завршува емисијата, но вие останете на телевизија Телма и имајте пријатен ден со нашата програма.